што сте и покрај тоа што е недела и е фамилиарен семеен ден, вие сте гостин во телевизија Нова. Имаме навистина голем повод за разговор. Зборуваме за оперативниот план кој што ќе овозможи, како што ми кажавте пред малку, најмалку 10.000 нови работни места. За кој ќе биде наменет? Па пред се, ова е веќе 11 оперативен план, може да каже веќе дека созреавме како агенција, како држава во креирање на активни мерки и политики и веќе одиме со сигурност во некои мерки дека ќе предизвикаат толку и толку нови работни места. Така да, само за 2016 година, оперативниот план за активни мерки и програми донесе некаде околу 8.400 работни места. Што тука не влегуваат работните места преку Македонија вработува 2 или Македонија вработува 1. Туку чисто само од мерките кои што се директно наменети, значи кон оние работодавачи и невработени кои што бараат екзистенција, односно бараат да се докажат како бизнисмени или пак да најдат работа преку другите типови на обуки со субвенција или обука како познат работодавач, дополнителни обуки, обуки побарувани на пазарот на труд, значи вештини кои што се потребни. Така да ние ги слушаме желбите на невработените, бидејќи низ текот на годината собираме информации преку сите оние системи кои што ги имаме, бидејќи покрај оперативниот план ние си имаме и други услуги што ги нудиме преку кои собираме доста информации кои ни се потребни во планирањето на новиот оперативен план. Од една страна ги слушаме невработените, од друга страна го слушаме бизнис секторот и работодавачите, што се тие имаат потреба. Така да секогаш гледаме да ги собереме двете идеи на едно место и да креираме еден документ кој што вистински ќе помогне и на стопанството и на невработените да стигнат до работно место и да бидат финансиски независни. Стоите па за тоа дека ова е одржлив и реален оперативен план. Што велите вие, која дејност најдобра, еве народски кажано, поминува на пазарот на трудот? Па секоја дејност која што основачот или оној апликантот има вистински креирана идеја, знае да го работи тој бизнис и е решен и одлучен да дојде до крај за да се исполни својата, да кажеме, желба или својата замисла. Така да, ни за примери кои што ги имаме во минатото, бидејќи, како што кажав, ова е 11-та година со оперативни планови или 11 оперативен план, а почнавме во далечната 2007 година, како прв пилот бизнес план, но со текот на годините тој се дополнуваше, се видоизменуваше, се детерминира на кого му треба помош, која е таа таргет група која што треба да ја опфатиме и на крајот најдовме, да кажеме, не е се уште совршен, но сепак оди во тој правец да ги исполниме желбите и побарувањата и потребите на сите граѓани и компании. И која е таргет групата за овој оперативен план? Во овој оперативен план ние имаме некаде над 41.000 учесници, значи што во услуги, што во мерки. Со тоа што таргетни се пред се тешко работливите, значи ранливите категории, поготово корисни социјална парична помош, корисни социјална парична помош, родители со 3-4 деца кои што се невработени, самохрани родители, родители со деца од еднородителски семејства, децата без родители, потоа корисници на условен паричен трансфер, тоа е оние што се социјална, што биле социјалци кои што за време на училиштето додека биле ученици користеле надокнада од Министерството труд и социјална политика преку тој систем. Потоа тука се лицата со инвалидност и така натака. Значи имаме повеќе таргет групи кои што ни се на располагање, кои што сакаме да пред се да навлеземе во психата што им треба, каде да им помогнеме, а на крајот нормално да им понудиме мерка која што вистински ќе им помогне да бидат финансиски независни. Ме воодушеви приказната на фирмата која што всушност вчера ја посетивте, станува збор за пекарата Стара Фурна од Прилеп. Тие стартувале во 2012-та со еден вработен преку мерка самовработување, а веќе сега има 39 вработени благодарение на мерките самовработување и нивната успешност ја должат токму на мерките. Колку имаме ние вакви позитивни приказни со кои што можеме да се пофалиме? Па бака, ако низ овие 10 години само преку мерката самовработување со грант се отворени некаде околу 8.608 компании. Во овој момент се, да кажеме, активни околу 5.650. Имаме една добра бројка од над 100 компании кои се повеќе од 20 вработени. И што ни дава уште поголем мотив дека добрата идеја, помошта на компанијата во доразвивање, преку сите оние системи кои што ги поседуваме, преку Агенција за предприемаштво кои им дава добри идеи и изработува бизнес планови, преку нашите експерти кои што се во центри за работување кои што ги следат и нудат што наредно да користат за да порастат уште повеќе. Така да веќе се вклучија и другите државни институции кои што почнаа да помагаат, значи во делот на
активација на населението, активација на предприемаштво, помош на вакви компании кои што буквално брзо растат. Затоа ја добија таа награда лани за брзорастечка фирма, односно Газела. Бидејќи последните 3 години од постоењето, тие назад од ланската година, тие има огромен, да кажеме, обрт или профит без долгови и растат со број на вработени. Така да тоа дава дополнителен стимул да се подразмисли што се овие компании понатака. Значи треба да се вклучиме сите како држава, како институции, тука се и стопанските комори, да не ги забораваме, кои што делуваат многу позитивно на пазарот на труд, преку искажување на потребите на компаниите, да им помогнеме на овие компании да станат уште поголеми. Значи да порастат уште повеќе. Како што најави вчера состојникот на компанијата дека за месец до месец и пол ќе станат над 50 вработени, што дава уште дополнителен стимул да го следиме, да му помагаме и да најдеме начин како тој дополнително да порасне. Воедно ме радува тоа што неговиот традиционалниот начин на изработка на леб. Значи она што државата ја прави посебно, она што сите се гордееме дека сме од Македонија, да вкусниот леб, вкусните зимници кои се произведуваат, вкусниот зеленчук, овошји и така натака. Така да во наредниот период и ние ќе се фокусираме малку на зачувување на традицијата. Значи оваа година веќе ни влегува во фокус од ланската, веќе направивме влез, од оваа година веќе правиме комплетен влез на зачувување на старите занаети. Со што може добро да се живее, може добро да се заработи, а ние сме тука пред се на оние што се заинтересирани да им пуниме обука, кај веќе постоечки занетчи, а потоа да ако сака да отвора собствен бизнис, да им дадеме и средства да се отворат собствен бизнис. Пред малку во неформален разговор ми рековте дека производството е она што треба најмногу да се ориентираат младите невработени и токму и затоа денеска одите да посетите една од фирмите во Тетовско кои што се занимаваат со производство. Точно така, ова е фирма која што постои подолго време, има над 58 вработени. Името ќе го ставиме малку за подоцна. Фирмата буквално се бави со зелени работни места, бидејќи врши рециклажа на најлон, кој што го преработува во нов производ и ја заштитува животната средина, што со според оние параметри што е зелено работно место, буквално влегува во компанија која што ги негува зелените работни места, односно креира зелени работни места. Тие исто така имаат искористено. Имаат искористено неколку мерки, меѓу кои Македонија вработува, имаат обука за позна со субвенции, имаат обука за познат работодавач, така да тоа се и дополнителни вработувања со финансиска поддршка од 1500 евра. Така да компанијата не следи, ние сме тука да им помогнеме. Секоја желба што имаат и потреба, ние сме тука да помогнеме оно што ние на располагање како оперативниот план да дадеме можност да се доразвијат. Како наназад се покажаа мерките за вработување во однос на тоа колку се уште се во работен однос од оние кои што се вработиле и кои што отвориле фирма? Вака, повеќето од мерките кои што ги имаме се мерки кои што не даваат конкретно вработување. Даваат зголемување на вештините и знаењето и квалификациите. Додека мерките кои што даваат директно вработување се речеме процент помалку од овие мерки, со тоа што во овој момент над 43.784 работни места се уште постојат. И тоа не радува дополнително, бидејќи не само што постојат, туку да кажеме месечно немаат долгови кон за самите фондови према УЈАП за плаќање на плати и придонеси, што е многу добар показател. А од друга страна имаше мерки кои што да кажеме беа лошо дизајнирани. Значи првично кога ги пилотиравме, па имаше каде што немаше. Билите 11 години се развивавме, веќе знаеме така. Што треба. Има дојде луѓе што заминаа во пензија. Да. Имаме и такви што не дај Боже и почина со текот на времето. Има луѓе кои што останаа без работа, меѓувремено па може пак да се вработат, но ние го мериме само на вработување по кој што дошло по мерката, не е она што оди понатака. Така да овие 43.000 се конкретно врзани со претходна акција на некоја мерка, а потоа го мериме за колку време тој се вработил, односно после колку месеци, односно 3 месеци, 9, 6, 9, 12 месеци дошол до работно место. Така, во моментот се уште ви е актуелно, Македонија вработува 2. Да. Да. Се уште има и отворено конкурс, ми се чини дека вие до јули месец. За тоа е законска мерка која што трае до 27 јуни 2017 година. До тога ќе предвидено во законот да постои таа мерка на година од денот на внесување на законот. Со оваа мерка очекуваме некаде над 10.000 работни места. Сега веќе се приближуваме кон 5.000 работни места од денот на да кажеме имплементирање на мерката во законот. Со тоа што во Македонија имавме добар процент, 18.900 работни места за само една година. Значи од таргет група 29, 35, 35, 50, 50, над 50, над 58 и оние ранливи категории.
И мора да не забораваме мерката прва која што ја имплементиравме 2014 година, тоа е мерката за млади до 29 годишна возраст со ослободување една година од социјални придонеси. Така да и таа мерка даде некаде уште 8.000 работни места. Значи грубо околу 31.000 работни места имаме сега формирано само со овие 3 законски решенија. Со дополнително тука влегува плюс оперативниот план, бидејќи некои се поклопуваат со оперативниот план, но еве вкупно 43.000 без поклопување оперативниот план и над 31.000 имаме од Македонија 1, 2 и млади до 29 години. Токму таа сакав да ја прашам, постојано кажувате дека ви се моделизираат мерките со оглед како растете, и сакав да ја прашам како се покажа Македонија вработуваат вас со оглед на претходната Македонија вработува еден. Па веќе Македонија 2 вака малку по стихиен, да кажем, имаме користење на страна на компаниите. Мора да забележиме дека кога донесовме мерката беше веќе лето, значи имаме запирање на стопанството за трајање на летниот период. Потоа настапија изборите секогаш кога има избори малку и кога има политички, да кажеме, потресувања, компаниите позапираат, но мислам дека и веќе од нова година веќе се менува таа структура, веќе очекуваме од средината на, значи од овој месец веќе се размрда малку повеќе, март веќе е сосема друга работа, април веќе ќе даде максимумот на што очекуваме од овие мерки. Така да, како што кажав, 4700 работни места до сега се со Македонија 2, со тоа што очекуваме до јуни месец најмалку 10.000 да бидат преку Америка. Така и како што споменавте, покрај политичката криза, мерките за вработување си се тука, се отвораат нови работни места, оперативниот план ќе отвори најмалку 10.000 нови работни места. На крајот на разговорот би сакала да заокружиме сепак овие мерки се насочени кон невработените млади лица, и кон компаниите. Така, и кон компаниите, што вие ги советувате, би сакала да се концентрираме на младите пред се, невработени, што ги советувате вие, во која дејност да се насочат? Па пред се, ние имаме можност на младите да им понудиме неколку работи. Првата работа која што може да понудиме е советување во центрите за советување, каде што ќе детерминираме која е насоката во која што треба да ги испратиме. За оние кои што ќе се детерминирани, кои што велат да ја сакам да направам нешто, за да створат работно искуство, им нудиме мерката практиканство како прво работно искуство. Да видиме период од 3 месеци дали ќе се најдат во таа професија, бидејќи многу пати имаме образование кој што потоа не се наоѓаме како работници во тоа образование. Потоа имаме тука за оние што мислат дека го погрешиле, да кажеме, кои што мислат дека треба да земат друг тип на квалификација, тука се побаруваните вештини на пазар на труд. Во момент се отворени само за млади исклучиво, е практиканство активно. Второ е активно побарувани вештини на пазар на труд, до млади до 29 годишна возраст, каде што ќе обучиме за помошник во сметководство, шминкер, масер и негувател во домашно услови, што многу се бара и во Република Македонија и надвор Република Македонија. Со тоа што понатака ќе отвориме уште неколку мерки. Планираме над 1400 млади лица да ги посоветуваме како да се активираат на пазарот на труд. Што да направат, колку да направат, со тоа што за разлика до сега каде што користевме внатрешен потенцијал на колеги кои што работеа со нив, сега ќе ангажираме компанија на јавен повик, значи на тендер, со тоа што таа ќе има одреден период да спроведе програмата која што ние однапред ја веќе детерминиравме. Така да се надевам дека овие 1400 на крајот ќе ги пуштиме на вистинска патека. Можеби нема да одат по на образование што го завршија, но ќе одат по некоја друга насока која што ќе им даде економска независност. Нормално, секогаш се тука за младите и ги форсираме младите, тоа се напредните IT вештини, каде што даваме еден убав пакет од 500 до 2200 евра, зависно од цената на пакетот, за земање сертификат кој што е меѓународно признат, значи кој што не само што важи во Република Македонија, туку важи надвор Република Македонија, дури може да добијат и понуда да работат онлайн од својот дом, со тоа што досега помогнавме на многу млади луѓе да се осамостојат. Така да овој оперативен план е дополнет со средства од Европската унија преку третиот директен грант од 1.454.000 евра и е наменет конкретно за помош и обуки на младите лица до работен однос. Така да не ги забораваме ниту младите, ниту постарите, бидејќи секогаш ги надополнуваме младите. Сепак тие се нашата иднина, тие се нашиот столб, идното развивање, но сепак тука се и оние над 30 години, над 35, над 50, со тоа што не ги забораваме никој. Ниту жените, ниту младите, ниту постарите, затоа и Македонија вработува има 5 категории, затоа оперативниот план е насочен кон сите категории на невработени кои што вистински имаат потреба
да се надградат, да добијат знаење, воедно да добијат и средства да се отвора собствен бизнес. И да се реализираат на пазарот точно на така. трудот на крај. Кредитирањето кој што не е составен дел на оперативен план, е составен дел на програмата за работа на агенцијата, ќе биде исто така за кратко време активирано, бидејќи таму веќе собравме доста средства, повратот на претходните кредити, така да ќе можеме да ги пласираме повторно во стопанството со многу поволни услови, со 1% камата и нормално, она што сите ги интересира, колку ќе биде грантот. Грантот е веќе 4000 евра и стартува, еве да најавиме од утре ќе го презентираме првиот оглас и наредните денови ќе може сите заинтересирани да си поднесат апликација. За оние сите што имаат инвалидност, кои се регистрирани во агенцијата за работување, во текот на неделата ќе биде пуштен оглас и за нив, каде што средствата се малку повисоки односно на другите. Мислам дека многу убави пораки пративме на крај и отворивме можности за сите оние кои што не гледаат денеска, иако недела е повеќе семеен, фамилиарен ден. Се надевам дека навистина од утре веќе ќе преземат акција во реализирање на крајот на нивниот сон. Благодарам што бевте мојот гостин денеска и посакам убава и успешна работа.